Срдечни домакини, почитувани присутни, ви посакувам топло добре дојде на денешната промоција на стихоспирката Стебло од илузии од авторката Славица Танева Анева, а во чест на денешниот ден, денот на мечиниот јазик, 21 февруари, кој УНЕСКО го прогласи за меѓународен ден во далечната 1999 година. Овој ден би требало да не потсети за грижата на својот јазик. Јазикот ги отворува вредностите и значењето на самата култура. Го означува човековиот културен идентитет. Јас многу пати можам да кажам дека ништо не е случајно на овој свет, па доказ за тоа е и символичниот наслов на збирката, насловен како Стебло од илузии, стеблото сме ние, а коренот е јазикот. Токму затоа треба да го негуваме како нешто свето, бидејќи без јазик немаме нација. На почетокот имавме можност да уживаме во звуците на овалата музичка точка од страна на учениците од Средното музичко училиште Сергеј Михајлов, учениците Марко Бранковски Николов и Андреј Тасевски, под менторство на професорите Дејан Лазаревски и Драган Јанов. Ви благодариме многу. Збирката исто така ќе биде оживеана преку прекрасни интерпретации од страна на ученици од основни училишта и членови на книжевно-креативниот центар при Академија Еурар, при што на тој начин ќе имате можност да слушнете како песните звучат, пошто се надеваме дека некои од нив ќе си го трасираат патот до вашето срце. Сега во продолжение ја поканувам Сонја Манева, библиотекар во Национална установа Универзитетска библиотека Гоце Делчевски, да ви се обрати. Повелете. Студент на 4-та година на катедрата по македонски
јазик и книжевност, наследник кој ќе го чува, ќе се грижи за овој наш убав македонски јазик и ќе го пренесува на идните генерации. Да изразам посебно задоволство што гледам вака млада публика веќе денес овде по библиотека, бидејќи вие сте нашата надеж, вие сте нашата иднина, вие сте тие што ќе ги продолжите нашите корени, а ќе го негувате овој наш убав македонски јазик. Почитувани присутни, пријатели, роднини на авторката, драги ученици, добро вечер, во име на домаќин да ве поздравам, да ви посакам топло добре дојде овде во Национална установа Универзитетска библиотека Гоце Делчев Тип и како што најави Ване за убав повод. 21 февруари, ден на мајчиниот јазик. Самиот збор кажува мајчин јазик. Тоа е првите зборови, првиот јазик што го слушаме од нашите мајки во нашата фамилија, од нашите баби, дедовци, јазик со кој растеме, јазик на кој учиме. Да, убаво е да се знаат многу јазици, тоа е вистинско богатство и велат дека колку јазици знаеш, за толку луѓе вредиш. Меѓутоа, што и да бидете, каде и да се најдете понатаму во животот, убаво е, да имате јазици, но меѓутоа, мајчиниот јазик секогаш да го носите длабоко во вашето срце, да го негувате, да го чувате, да го вардите, како што ти каже нашиот голем Блаже Конески, тоа е нашиот дом, тоа е нашето огниште, тоа е нашата татковина. И токму на овој ден, значи јазикот да го говориме, да го вардиме, меѓутоа и да отвориме на него, и токму овие дела ќе бидат непобитен факт за постоењето на нашиот убав македонски јазик. Со Славица, кога првично дојде, кога како сака имам своја книга да ја промовираме, и еве, се случуваат, како што кажа Ване, ништо не е случајно, ќе се наредат работите. Оваа дата и реков Славица ќе биде за денот на мајчиниот јазик и бидна, значи напишана книга на македонски јазик, каде што помеѓу кориците на книгата таа стокнила дел од својата душа, парче од својата душа, да го сподели со вас читателите. Баш е само да ја земете и да ја прочитате и ништо повеќе, а ние ќе бидеме побогати со едно дело во нашата роднокројна збирка. Славице, во име на сите работници, од моје име искрени честитки и ти посакувам уште многу варти дела, а на вас се надам дека ќе уживате во она што ќе следува. Ви благодарам. Време е нашите чувства да бидат разбранети од страна на членовите на Книжовно-креативниот центар при Академија Еура, Милена Милорадова, Јована Станковска и Јована Илијес. Повелите. Вулкан. Ме уби мислата на секојдневието. Чувствата ги потискам, за да не повредам никого. Вулкан. Изгасна вулкан, огромен. Само еден ден тој ќе ротира. Само кога? Не се знае. Како ли мислата водилка ги покажува патот вистински? Како ли венецот од интриги го гради патот на самоволието? Секој камен кон мене фрлен, по користам скали ќе направам, покуштувашам по-високо, ако веќе се качам. Личноста нема да се промени. Црпам енергија од любов. Простување. Колку само грешни сме. Колку само мисли грешни ни навираат. Со молитва и прошка од Бога барај за гревовите. Прости му на непријателост. На душманот прости му. Сети се на тоа кога Господ Исус Христос го предаде, кога го распнале и тогаш од неговата благопријатна уста. Зборовите: Господе, прости им, не знаат што прават. Сети се зашто толку неправди грешки никој не ти стори. Сети се за да простиш, зашто на душата ти е болесна. Сети се за да се ослободиш од чемерот. Ќе се ослободиш од Бога. Без сон.
и повторно сон немам. Се скрши мразот на тврдогодноста. Гледам во далечината. Ништо не видов. Со очи отворени сонувам, самувам скрашено од болка. Векувам во дувлон од мазници, секојдневно слабост да ја среќавам. Ја чувствувам во коренот на самокритиката. Го сместив каменот во верноста. Каменот од дрежи изграден. Се наоѓа на дното на непостоечкиот океан, од ограничени умови измисли. Тие луѓе, не луѓе, талкаат со зборовите, се чудат кога некој поглед остар ќе ги замолчи. Занимени стануваат во моментот на празноверието. Поплава. Од сите страни излегува стихијата водена. Ја поплави душата. Измокри облеката, од пепел направена со крв засирена од оган запалена. Се дават желбите, водата се однесе. Животот во сеќавањата, желбите искреши. Како гранките чии шум познат ние. Кога од реката доаѓа, водата не се слекува. Никој не доаѓа да ја спречи. Никој не ја сопира. Степен од илузии. Откаченост без крај, наводниченост без спокој, зарем полудев, проклетство, кондемна мигот на неспокојот, ја всадив душата во стегло од илузии, ја допрев славата точка, се искорев од мразот. Што? Не знаете дека мразот може да гори, бетер од оган, полоша од стапица по која се патило животинче нивино. Прашајте го Данте, тој најдобро ќе ви каже. Ноќ. Со ноќта другарувам, а би требало да спијам. Звезди, каде сте? Барем трепкањето да го впијам. Ја чекам зората, никако да ја дочекам. Сепак заспивам пред неа. Сакам уште еднаш лажот на кучињата да го слушнам, воздухот да го помирисам, а месечињата главен со говорник да ми биде. Ако се појави ноќен, јужен ветер, нека ме однесе во светот на соништа. Благодарам. Ја поканувам да ви се обрати промотор професор доктор Јованка Денкова, која што воена е поетеса и авторка на стручна литература и на факултетот предава литература за деца, професор ќе поведете. Добро вечер на сите, се надевам добро ме слушате, може би не треба... Да, добре. Најпрви, еви од моје лично име, како професор на катедрата по македонски јазик и книжевност, да ви се обратам и да ви го честитам, да си го честитаме сите денот на личиниот јазик, зашто пак ќе го цитирам и јас понески, тој е нашиот кодификатор на современиот македонски јазик, човекот чии зборови се длабоко вкоренети во сите нас, дека јазикот е наша татковина, наш дом, наша куќа. Тоа сме ние. Како што кажа и Сонја Манева, тоа е јазикот што го учиме со самото наше вдишување на првиот здив што го слушаме, тоа е јазикот на кој што се радуваме, пееме, плачеме, се молиме кон Бога и така натаму. Денес ќе говориме за една преубава збирка од Славица, мојата долгогодишна пријателка Славица Танева Анева, за која јас искрено мислев дека има веќе 5-6 стихозбирки за себе, Славице, значи ова не го сваќа како критика, но знам дека има доста напишано, многу напишани песни за себе, ги среќаваме по сите зборници низините песни и јас верувам дека допрва таа ќе почне да ја објавува и обеводенува својата поезија. Но денес, како што рекол, сме овде да проговориме за незината
прва поетска збирка, незиното поетско првенче, насловено како Стебло од илузии. Почитувани и присутни, она што јас едноставно ми се наметна додека ја читав поезијата на Славица, беше се разбира освен визијата за стеблото и се она што го символизира стеблото, како нешто што е цврсто, нешто што е стамено и стабилно, и како еден центар кој што го поврзува горниот, долниот свет, црното, белото, светлината, темнината и разни повеќе други опозитни нели поиви. Меѓутоа, јас денес ќе зборувам за поезијата на Славица токму од тој аспект, значи дрвото, односно стеблото, поточно, како архетипски модел во поезијата на Славица Танева Анева. Дрвјата и шумите, веројатно поради нивната големина и понекогаш долговечноста, од секогаш влијаеле живописно врз имагинацијата уште на предписмените општества. За припадниците на овие општества, во кои исклучително жив бил и анимизмот, односно верувањето дека се околу нас има душа, ама буквално се, дрвјата биле живи, како луѓето и животните, иако не се движеле од место во место. Како планини и камења изгледаат неподвижни, но во исто време можат да се менуваат и да се мишаат. Дрвјата биле наблюдувани и како дел од животот од најраните луѓе. Тие им биле неопходни бидејќи се користели за храна, биле преобразувани во разновидни бројни предмети, за гориво, како за солниште и слично. Нивните сенки обезбедувале и сенка, и заштита, и камуфлажа, а истовремено биле и скривалишта. Со текот на времето, шумите и поединечните видови дрвја почнуваат да представуваат различни концепти во имагинацијата на популациите кои живеат на разни географски локации. Така дрвјата и шумите добиваат символични божествени карактеристики кои представуваат некој вид суперлативни сили, како што се храброста, долговечноста и издржливоста. Тие биле и средства за комуникација меѓу световите. Некои општества направиле одредени видови дрвја да бидат магични тотеми, сметајќи ги за свое свето дрво. Понекогаш одредено дрво се сметало за свето заради поврзаноста со одреден светец, пророк и слично. Поради нивната форма, она централно стебло со гранки, како раци, прсти, кора како кожа, дрвјата се идентификуваат со човечката форма и честопати се обдарени символично со антропоморфни карактеристики, што доведува до поврзаност со символите на плодноста во одредени култури. Така, например, би ја спомнала тука онаа библиска песна на песните, каде саканата жена е опишана дека е со раст како палма. Нејзините плодови ги собираат градите. Затворен цитат. Дрвото на животот е широко распространет мотив во многу митови и народни приказни широм светот. Многу легенди зборуваат за тоа дрво на животот, кое расте на земјата и им дава живот и на луѓето, и на боговите. Или за она светско дрво кое што честопати се поврзува со центарот на земјата. Тоа може би е најстариот човечки вид или најуниверзален човечки вид. Во многу култури дрвото е символ на раѓањето, смртта и на повторното раѓање. Дрвото е она што зад себе остава пепел, за да најде сила, пак да пушти никулец. Мало стебленце од кое израснува уште поголемо и пограндиозно дрво од претходното и покрај сите претходните школи. Почитувани. Не случајно посветив толкав дел од моето излагање и мојот постап кон поезијата на Славица, кон стеблото, кон дрвото, како символ низ времето и простор. Имено читајќи ја незината поезија, Стебло од илузии, како што реков и претходно, неминовно ми се наметна сликата на мајка Херој, мајката храброст и незините деца од Бертолд Брехт.
зашто Славица, која ја познавам повеќе од 30 години и со која сме и врсници, и колеги по вокација, е неуморен борец, жена која во многогодишната борба со животот се престорила во вистинско дрво на животот. Поточно таа е стеблото кое со насмевка на усните ги држи своите гранки, колку и да е тоа макотрпно, исцрпувачки, предизвикувачки. Таа е стеблото кое интроспективно ни се обрека, но и бара одговори и во себе, и надвор од себе, за дволичноста на луѓето, за лицемерието и незаинтересираноста на институциите, за можеби една од најгорливите болки на една мајка. Таа е мајката која со насмев на усните и високо крената глава, додека душата крвари, додека копне за поинакви услови и во семејството и во општеството. Таа чекори со гордо крената глава, покажувајќи им на своите фиденки дека и во најголемата тага не треба да дозволиме да ни се угасне пламенот на оптимизмот. И затоа во песната насловена како "Смеј се", вее: смеј се и кога надвор се урива, смеј се и кога сите плачат, смеј се, радувај се, животот краток, смеј се, а дали грди зборови ќе слушнеш, не е важно. Радувај се, зашто за тебе не се. Биди ведар, биди позитивен, биди оптимист. Затворен цитат. Затоа, откако во две своји песни ја разоткрива причината за песимизмот во себе, откако ќе проговори за осаменоста на денешниот човек и среде толпата, за оддалеченоста на луѓето и нивната суровост, па дури во еден христијански дух и ќе моли за прошка од Бога за нив. Како највисок христијански идеал, овој прекрасен поетски тестамент го завршува со две песни насловени како Оптимизам 1 и Оптимизам 2, со последниот крик до општеството и институциите. Како да се верува во едината светла? Кому да ја оставиме? Се ќе пропадне. Зар можеме да се потпреме на дејците идни? Утре тие возрастни ќе станат. Можеме ли оптимисти да бидеме, а од нив зависи иднината каква ќе ни биде? Затворен цитат. Почитувани присутни, тоа беше мојот краток осврт кон поезијата на Славица. Се разбира дека јас подробно ќе ја разгледам и ќе напишам нешто повеќе за тоа, но во оваа пригода, во интерес на времето, има толку да кажам и ви благодарам што ме слушате. Сега уште еднаш ќе го слушнеме ученикот од Средното музичко училиште Сергеј Михајлов со цел да ни се долови оваа книжевна магија со уште една музичка номер.
прочитани од страна на учениците Ева Арсовска, Мила Панова и Тома Митев, 8 одделение од Основното општинско училиште Гоце Делчев, под менторство на магистар Марија Ристова. Поведете. Зошто песимизам во песните мои? 1. Се дури дишам, ќе пишувам. Ќе пишувам за тага, ќе пишувам за радост. Знаете ли најголем оптимист кој е? Маленкоста моја. Чекорам со насмевка, а срцево ми крвари. Раните во душава тешко заздравуваат, а секогаш позитивно, со оптимизам на работите гледам. Ако некој само за миг влезе во кожава моја, наредниот миг јаже ќе бара. Не за дому да го обеси, туку за собствената глава. Поради тој оптимизам, сите возови ги испушти. Секогаш кажувајќи добро е и уште подобро ќе биде. Песимистите предпазливи суштества се, а проблемите нивни во минатото се. Целиот свет. Целиот свет е за мене, верувајте, децата мои. Секогаш мене нешто ми се случува. Здодевно не е. Богатството е во срцето скриено. Тоа ми е се. 3 диаманти во нашиот дом има. Здрави дани се. Смеење, джагор, некогаш и плачење. Солзи ми теши. Главото болат. Душава знае добро. Насмевки сонце. Борба со себе. Во мене врисок, автентична реалност. Се чудам сепак. Птици во мене, борба до безпестрара, пердови во крв. Самосвест ладна, неодложност голема, будење со нож. Се сепнав веднаш, го барам новиот ден, со желба силна, да се повтори, подобри саканото, со победата. Борба со себе, тежина најголема, во очите сјај. Притиска силно, семокното е враце, но само за миг. Измешана реалност, се издигнав до безкрст, гради чувства. Ах, песо голем, го достигнав возвишеното, ја подигнав, ја доживеав кулминацијата, го допрев небото, но не ја видов вистината. Не ги прочитав погледите зачудени, отидов во фантазијата. Каде си реалност? Се мачам да те достигнам. Ми се губиш, ме притискаш, не ми дозволуваш да се надевам. Всушност, ја барам имагинацијата. Бегај од мене, скрии се, слеј се со тишината, или изгуби се во темнината, ти измешана реалност. Смирено, мир во мене, пасивност. Никој не ти треба заболевување. Патам во себе, не покажувам колку тешко е. Само во некогаш, кога чашата ќе перие, ревот покажувам. Сопки на секој джепот, а никој нема да помогне. Само гледа во амбис на култура. Што ме гледате? Какви прашални погледи се тие? Ке ја обновам собствената душа и по килим ке ја постелам пред вратата на добродушите. Небото. Небото ми е постела, облаците, меки перничиња. Нема понежен душек од небесни, се нурнуваш и заспаш. Љубовта е овде, најсладко е со неја. Го слушам опнежот, како се издига и бучи како водот. Нека се лее и во тишината, со зборовите на ангелот. Се пее песна за мир, со птица да кокрила, да пренесеме се што душа има. Она, од лукавиот, да не дозволиме да излезе на површина.
даде и промоторот и магистар Марија Ристова, кој што ја поканувам да ви се обрати. Пристапки поведете. Добро вечер до сите присутни. Збор 2 и јас да кажам нешто повеќе за правенството на Славица Анева Танева, моја колешка, моја пријателка, и верувам дека е прво, меѓутоа нема да биде последно. Ова моје обраќање ќе го започна со една мисла на познатиот светски композитор Пабло Касис, во која вели: секој во себе има некоја основна човечност и добрина. Ако ја следи, тој дава добар дел од она што на светот му треба најмногу. Тоа и не е толку сложено, вели, само што бара храброст. Потребна е храброст за некој да ја следи собствената добрина и да действува според тоа. За мене асоцијација за храброст е авторката на поетската збирка, која денес ја промовираме, Славица Анева Танева. Тивка и ненаметлива, безпрекорно човечна, добронамерна, скромна од една страна, но силна, интимно бунтовна, борбена, упорна и храбра од друга. Храброста за неа е оптимизам, кој ја поттикнува секојдневно да се исправи пред искушенијата и неправдите што ги носи животот, а ги има многу. Сите тие Славица ги преточила во стих, тивко ехо на нејзината душа, крик на интимна болка и страдање по недостижното и изгубеното. Преполна со огорченост, со недоверба и изгубени човечки вредности, авторката се прашува и констатира. Отворен цитат. Од кој агол да гледам? Чувства непознати ме растргаат. Секогаш, кога ќоше стуткана, растреперена, си го барам местото под сонцето. Ако го немам, ќе полудам, не од грижи, од луѓе наоколу, од погледи лицемерни, од злото што извира, затворен цитат. Па ревносно, настроено се прашува, каде отиде светот? Колку за утеха би додала, во тој свет, Славице, и ние живееме. Но првиот впечаток, колку и да наликува на песимизам, сепак храброста на Славица извира токму од оптимизмот, кој се спротиставува на сите негативности и изместени вредности на денешницава. Оптимизмот е круна на постоењето, која е движечка сила за авторката, поттик за нејзиниот сигурен пот. Нејзината душа дише ни секој стих и збор, низ поезијата, која денес ја промовираме, стихозбирката Стебло од илузии. А тука, лепезата песни ја сочинуваат една песна од акростив, неколку хаику песни, јапонска поезија, неколку песни за деца и поголем дел песни за возрастни. Сите надобрзани една на друга, на белиот простор, представуваат апотеоза на интимна лирика за семејството, за лагата и сунувањето, за посакувањето и осаменоста, за љубовта и нарушените човечки односи. Во песните се насетуваат творечки вени, внатрешни несогласувања, навраќање на минатото, но и надеж кон иднината. Сите тие спомени кај Славица ја создаваат сегашноста, која во голем дел ја испрепретува со илузија усмерена кон иднината. Таа е свесна за се што се случува околу неа, но сака да избега од реалноста, сака да живее во илузија. Од тука е и символиката на насловот, во која авторката метафорички би ја именувала како стеблото, прототип на херојот на дрвото од илузии, каде сите луѓе се позитивни ликови во приказната која не постои. Така е и незината душа повремено останува сита и незадоволна. Постепено со чисти чувства, движејќи се низ поезијата на поетесата, се движиме низ стихови украсени со многу епитети, градации, контрасти, метафори. Сите тие емотивно влијаат на сетивата на читател и во голем дел ги головуваат илузиите на авторката. Славица верува дека добрината живее во секој човек,
а тоа е всушност токму онаа добрина што ние им ја даваме на другите. Низината поезија изобилува со лирика во која на оригинален начин се пренесени семејните вредности, саможртвата на мајката, жената, но и повеќе незадоволство, болка и песимизам со силни, дефинирани, јасни зборови. Па само се наметнува прашањето: што бара една жена од животот? Се разбира, да биде сакана како што сака и таа. Таа е потпора на домот, која не дава да се сруши, која и покрај сите болки и страдање стои цврсто исправена и силна. Токму таква е и самата авторка, која е незапирлива, непокорна, своја и единствена. Во таа насока се чувствува незиниот трепет, лирски изразен низ стиховите, опишувајќи ја болната страна на љубовта, каде таа станува нејзина жртва. Се чувствуваат премногу бодени падови, плач и смеа, силно поетско ехо на мајчинска љубов, толку чиста и единствена, топла, ненаметлива, бесконечна. Тајната привлечност на поезијата на Ане Ватанева е во јасната и ненаметлива порака, која поетесата не барем ја нашепнува на читателот, а во прв ред во ширината на опфатот и во длабочината на проникот во потресите на утробата на мајката, љубов во раните што човек си ги нанесува на себе си. Од овие стихови зрачи грижлива лирска воздишка на една жена, но и мајка за својот личен свет и пород. Стегло од илузии е еден мал доказ и факт, сведоштво и запис, порив и немир, обид и резултат. Песните се мали, со големи пораки за животната трка на секој од нас, за собствените грешки и лекции, за животот во болка и изместени семејни вредности. Но и покрај песимизмот и лажниот сјај во луѓето, оптимизмот толку е силен што засегува се што му прекуси. Токму од тука и силната верба и надеж за подобар свет. Затоа порачувам Славица да избере живот наместо илузии. Затоа што радоста не се наоѓа во нештата таму некаде на хоризонтот, кој ни бега секој пат кога ќе се приближиме. Радоста е во самите нас. Мораме да научиме да ги разликуваме реалните од нереалните очекувања и реалноста на животот од илузија. Томас Ман рекол, отворен цитат: во име на добрината и љубовта, човек не смее да дозволи смртта да владее со неговите мисли. Затворен цитат. Јас ќе додадам: Славице, живеј отворено за луѓето кои доаѓаат, но и отворено за луѓето кои си одат. Оние кои сакаат да бидат со тебе, ќе бидат. Оние кои решиле да заминат, ги нема. Сета мудрост на животот е во тоа. Чекори сигурно и храбро како досега. За секој има место под сонцето. И на самиот крај да споделам позитивни емоции на задоволството и среќа, од оваа промоција се совпадна со одбележувањето на светскиот ден на мајчиниот јазик. А тоа е уште една потврда и голема привилегија како за авторката која пишува на мајчин јазик, така и за мене да говорам на мајчин јазик. Се чувствувам среќно, отивам свој идентитет и отипишувам и вам ви се обраќам на мајчин македонски јазик. И нека постои за навек. Ти благодарам, Славице, за моментот и за укажаната чест. Честитки за успехот и од срце ти посакувам нови позитивни инспирации и нови дела и вишнења. Вам присутни и да благодарам. Тука од збирката ќе прочитаат и ученичките од Општинското основно училиште Слави Варсов, Драгана Апостолова, Сара Крстева и Ивона Данилова, ученички во 9-то одделение, од менторство на професор Милкица Миленковиќ. Поведете. Се буди и копнеш. Се буди копнежот, а на него пребезум насмрти. Се будам со мечта, срце го се смее.
Ја сонува в болката што се лулее во светлината. Розите од небото лепдат во воздухот. Ги кревам рацете за да ги дофатам, но тие не летаат. Се повисоко безнадежно е, но само навиду. Од пепелта излезе феникс, се разбуди добрината и надеж и вера. Љубовта ни треба. Еве ја, доаѓа. Нема љубов без копнеш. Се надевам дека розите не се предадат. Љубов. Пријатна топлина околу срце. Поглед со копнеш, милување со очи. Се може да се каже со поглед еден. Може и миг, ама вреден. Се вознесуваме во тишина. Не зборуваме, зборови не се потребни. Душите наши сплотени, тишината ќе ги впие воздишките. Безимено. Се појави пред мене ветерот на дошата. Се појави сонца со трепет во преградките. Ме утеши спокојот на безсознанието. Пред мене силуета, топло струење зад мене. Ја прашав за името, но имам говор. Само зарано ме допре. Кога се свртев, немаше никак. Лесно ли? Во животот, што и да направиш, најмногу можеш, себе си да си научиш. Никој ништо не може да ти направи. Се молиш, очекуваш, од светот суров се надаш. Никако нема. Ако си насмеан, ти завикуваат. Ако си тажен, се сипа. Како да видиш, што да очекуваш? Јаворија, да, или бука, срце во забрзано чука. Се разбудев со песна, а во душава јад. Се смејам наглас и не можам да престанам. Се чудат, не е време за смејање. Бука ли е, да, се белее зад пред портите на камен студен, по срце во хаос. Што се случува не знам, преку вртловот на животот. Не знам зошто велат срекно сум била, зашто тогаш во душава болката е присутна. Само ако се чувствителен, зрнотопесот е слон, огромен, но дали е зрнотопесот? Сенка. Камен тврдокорен се вкопа од длабоко. Земјата не го трпи, не го поднесува каменот цврст. По сенка се претворил, создаден да се е страх, да дави, да ги здрвува телата грешни. Создаден од мразумците, од ветрот, од карпите студени, од вулканот произлезе. Се бориме во бура страшна, во безсознание. Се појави гулав, чист, безгрешен, од сенката ниту трав. Пред да ја најавам авторката на стихосбирката Стего од илузии, ќе прочитам дел од нејзината биографија со цел публиката да слушне која е личноста која да собра денес овде. Славица Танева Анева е родена на 5.11.1974 година во Штип. Љубовта кон книгата, како што вели самата авторка, ја наследила од нејзиниот татко Стојан, кој исто така многу сакал да чита. Не помалку заслужна за она што таа е денес и нејзините сестри е благодарение на нејзината мајка. Дипломира на Филолошкиот факултет во Скопје на катедрата за македонски јазик и литература и работи како просветен работник, образовен асистент, волонтер во невладени здруженја и организации, при што учествува и на многу работилници и трибини. Сега поканувам истата таа личност да ви се обрати вам. Поведете. Да ви се обратам. Сакам да ви прочитам дел од двете рецензии што ги напиша за мојата книга. Значи, првиот рецензент е професор доктор Пенко Андоновски, а вториот рецензент е Милица Паулус. Поезијата како молитва од дневната соба. Славица Танева Анева еве ни се најавува со својата поезија молитва.
Поезијата сватена како молитва за човештвото да стане подобро во морална смисла, а таа молитва е изговорена камерно, рече се во дневната соба на поетеса. И се во таа поезија е камерно. Душата на таа поезија е мала соба, зашто камера значи токму одаја, во која како во камера обскура легува сончев зрак кој го представува светот. И како во секоја камера обскура, и сликата на светот во поезијата на Славица Танева Анева е превртена. Светот стои наглава, луѓето стојат наглава, сите човечки вредности и морални доблести се превртени од околу. Добриот е лош, а лошиот добар. Тоа ни го сообщува оваа топла, камерна поезија, поезија на домот и на нарушените вредности на куќниот прак, семејството, на општеството сватено како едно големо семејство. И воопшто, семејство е клучен збор на оваа поезија кој ги слави крвните врски меѓу луѓето. Целиот свет се, за мене, верувајте, децата мои. Богатството е во срцето скриено. Тоа ми е се. Бескрајна благодарност на рецензентот Венко Андроновски. За жал, тој не можеше да биде присутен на денешната промоција поради оправдани причини. Исто така и господја Милица Паулус, која е многу заслужна за манифестациите што ги прави, што благодарение на неја ние можеме да се промовираме како поети. Сакам да прочитам дел од нејзината рецензија. Стихозбирката Стебло од илузии, напишано од авторката Славица Танева Анева, представува апотеоза на нејзини чувства, мисли и доживувања во животот. Стихозбирката содржи неколку хаику творби, јапонска поезија, една творба со акростих и неколку творби за деца. Акцентот е ставен на поезија за возрастни со слободен стих. Поетските творби се кратки и концизни, мисловни и емотивни. Авторката не прави обид да иновира со уметнички компоненти во поезијата. Таа останува оригинална и автентична во своето творење. Почитувани, многу ви благодарам за вашето присуство. Исто така, голема благодарност упатувам до двете промоторки, кои прекрасно ја доловија мојата поезија, а јас многу сум благодарна и што оваа збирка излезе благодарение на спонзорите, кои сакам сега да ги истакнам. Тоа е конфекцијата ЕАН, Општина Штип, значи Советот на Општина Штип, и Експанда од Скопје. Значи тие се, нема повеќе. И секако се надевам дека наскоро ќе излезе моја втора стихозбирка, дека ова нема да биде единствена и уште еднаш многу ви благодарам за присуството.